година немавме целосна пауза од изданието, туку имавме едно вонредно издание кое што се одржа со мерките кои што тогаш важеа за одржување на настани, значи со многу помал број на публика, со растојание помеѓу посетителите, задолжително носење на маска и така натаму. Годинава се малку послободни мерките во однос на одржување на настани и секако во преден план имајќи ја безбедноста на публиката, но и на тимот кој работи на The Festival. И ова издание ќе биде во целосна согласност одржано со протоколите и со мерките за заштита од пандемијата. Што значи тоа за нас оваа година? Тоа значи дека сега имаме дводневна програма која што ќе се одвива во сабота и во петок, значи 13 и 14 август во Дојран. Главната бина ја враќаме во полн сјај бидејќи повторно имаме интернационална програма со големи музички имиња. Во однос на мерките, дозволени ни се максимум 50% од капацитетот на посетителите на фестивалот, но за нас тоа значи и дека оваа година повторно нема да имаме еден дел од фестивалот кој што ни беше како некој најбитно обележје, би рекла. Тоа е кампот, останатите музички бини, но ајде да се фокусираме на убавите работи, а тоа значи дека имаме 2 дена вечерна програма со многу музички гости и од домашната сцена и од регионот и од Велика Британија овој пат. И се надевам дека сите знаеме барем дека во однос на атмосферата, на добрата атмосфера и она специфичен амбиент кој што го носи фестивалот во Дојран, во однос на тој дел немаме никакво ограничување. Првата вечер на фестивалот, значи во петок на 13 август, ни гостува за прв пат пред македонската публика Gorgon City. Тоа е едно од водечките имиња на новата британска музичка сцена. Ги гледаме прв пат во Македонија и прв пат на The Festival секако, нели? Покрај нив нашите верни пријатели би рекла затоа што веќе сите добро знаат каква еуфорична атмосфера создаваат на секое гостување во Дојран, а тоа се Дубиоза колектив. Исто така првата вечер ги гледаме и Фолтин, заедно и со репетитор од Србија, еден апсолутно талентиран рок-н-рол состав од Србија. Веќе втората вечер, како меѓу предводниците е нашиот Кирил Ѓајковски. Нема потреба за посебно објаснување, единствено ќе напомнам дека маестралниот Ѓајковски овој пат доаѓа со еден ексклузивитет во однос на неговиот настап, каде што прв пат во живо ќе го представи неговиот нов вокалист. Потоа освен Ѓајковски во сабота ќе ги гледаме настапите на Смат од Македонија, на Смоке Марделјано од рап сцената од Србија, пандан на неговиот настап е секако македонскиот хип-хоп изведувач Страйк и секако еден талентиран млад македонски состав, не е толку млад во однос на искуството, меѓутоа млад како појавување на сцената, тоа е 21 век кои што доаѓаат како нов проект на веќе добро реномирани музичари од алтернативната сцена кај нас.